ве прашам нешто. Дали сите успешни македонски хитмейкери финансиски живеат само од авторството? Дали музичарот се инспирира или демотивира после одреден резултат на песна која што ја создал? Како политиката креира растројства во уметноста и дали е местото помеѓу музичарите? Или политиката е врста на игра за оние кои знаат да играат? А како војните во Македонија делувале во одредени периоди во македонската музика? Дали можеби народот добивал поквалитетна музика како резултат на хоророт кој уметниците го чувствувале за времето на војните? Бидејќи емпатијата на уметникот е и уметност самата по себе. Критиката е мотиватор или демотиватор за музичарите? И уште ова да ве прашам, дали на Македонија и фалат вистински музички критичари кои се залагаат за музиката, а не само за бизнисот, според други судови кои не ја припаѓаат на уметноста? И која е вашата перспектива на прашањава? И уште само ова, Джина Папаш Џокси ги има одговорите на неговата перспектива. Сакал да ти кажам збор кој до сега ни Шекспир не го напишал. Би сакал ти да слушнеш нешто мое што ни Моцарт не го отсвирал. Дај слушни ме. Шекспир не го сакаш, Моцарт нема стил за тебе. Кажи што ли бараш, што сакаш од мене. Моја вечна фатална обсесија, ти си ко црна магија. Јас и ти сме двајца на различна фреквенција, на планета различна. Би сакал да те освојам, ко земја што ни Цезар не ја освои. А ветил би сакал да ти робувам, ко робна Клеопатра, што и робувал јас онивам. Не сакаш да робувам, да освојувам за тебе. Покажи што ли бараш, ма што сакаш од мене. Ти си моја вечна фатална обсесија, ти си ко црна магија. Јас и ти сме двајца на различна фреквенција, на планета различна. Вози ме во природа, далеку од џунглава, бакни ме во косата, ке лежиме во тревата. Храни ме со јагоди, вријам од емоции. Светов е илузија, нека сме му утеха. Нема време да се лажеме. Ке ме сакаш ли? Ке ме сакаш ли? Ке ме сакаш ли? После милион години. Ке ме сакаш ли? Би ме сакал ли ти? Ке ме сакаш ли? Ако има подобри. Сосема е природно, голи сме под сонцето. Срцево ми прави бум и сега си мојот ум. Нема време да се лажеме. Ке ме сакаш ли? Ке ме сакаш ли?
Кажи ке ме сакаш ли? Кажи ке ме сакаш ли? Кажи ке ме сакаш ли? Кажи ке ме сакаш ли? Кажи ке ме сакаш ли? Нема време да се лажеме. Здраво, дечки! Јас сум Гора Скени, а вие гледате културни вести и радосни песни. Градот се уште некако чудесно свети, иако велат овде повеќе немаат звезди. Нашата мисија во оваа прва емисија од Хитмейкер е да дознаеме кој е омилениот македонски хит на луѓето од градот. Па ајде да видиме. Ајде, добар ден, убав ден. Ајде, добар ден. Јас сум од Хитмейкер и дојдов да ве прашам кој е вашиот омилен македонски хит? Тешкото. И мене ми се допаѓа тој хит иначе. Тоа е тоа. Многу ми се допаѓа тој хит. Нина Спирова. Еден бакнеш. Само еден? Само еден. Како идеше? 101. Ама како идеше таа песна, потсетете ме сега. Од кај да почнеме, од рефренот или од... Чим од рефренот и од рефренот да почнеме. И нема тајни во ова мала среќа. Шо? Да те љубам, зар тоа не се? И да постои ова мила нежна надеж за еден твој мал срамежлив бакнеш. Кој е твојот омилен македонски хит? Не знам. Абе, при мене ми е тој. Дојди вамо, хит. И заеднички хит имаме. Чекај. Кој ти е омилен македонски хит? Омилен македонски хит. Сите од Тоше, ама ајде последно... ова како беше? Во кој си да ти спијам, ајде, пошто почнува интересот. Ајде, слободно, еве, спи. Да, таа и добро, дедо тинејџер, ама Владо Јаневски. Океј, и од него има добри песни. И така, стари некој, добро, сакам и мизар нешто, такви ствари. Али повеќе сум за тие весели ноти, тонови. Так, драго ми е, тоа те глична. Тоа е нашата награда, делиме приградки на сите што одговараат на нашето прашање. Имам едно прашање до тебе. Ајде. Кој ти е омилен македонски хит? Омилен македонски хит? Да. Ау! Омилен македонски хит. Уф. Ме фати во неспремно. Во хитна ситуација. Во хитна ситуација на пауза, после хитна гужва цел ден. Твој роден ден, ајде. А, роден ден ти е, среќен роден ден. Среќен роден ден. Ај, што се деси? Одлучив одговор. Одговорот е? Магија, прекрасно. Во овој свет гледаме лажни насмевки, само зборови кои не се искрени. Во овој свет слушаме тажни приказни, дали ношава е една од нив.
сакал да ти верувам, да се изгубам во свет на љубовта. Дали можам јас повторно да те сакам искрено, да ми фалиш, а до мене тука си. Дали можеш и ти да ме разбереш, да ме прифатиш тажен и нервозен? Дали можеш да знаеш јас каков сум без зборови? Дали можеме да сме вистински? Сакал да ти верувам, да се изгубам во свет на љубовта. Дали можам јас повторно да те сакам искрено, да ми фалиш, а до мене тука си. Дали можеш и ти да ме разбереш, да ме прифатиш тажен и нервозен? Дали можеш да знаеш јас каков сум без зборови? Дали можеме да сме вистински? Здраво, Џукси. Пред се ви благодарам што сте овде со мене денеска.
се надам дека ќе си направиме интересен ловец заеднички. Ви благодарам и вам. Нема на што, задоволството е целосно мое. Како сте? Одлично. Одлично? Никогаш подобро. Супер, вие сте ми прв гостин. Би сакала да си направиме еден различен тип на разговор со вас, да видиме една друга страна од вас. Слушнав дека ќе патувате за Јапонија, баш би сакала да слушнам малку повеќе за тоа. Па нема што да се кажува сем тоа дека картата е земена и само треба да се отпатува. Тоа таму што ќе се случи, тоа е веќе трета работа. Прекрасно, прекрасно. Така некако ќе видите, значи за Великден, така? Па точно му паѓа, да, за Великден да сум таму, да. Баш ми е драго. Слушнав некаде дека имате изјавено дека на Великден сум се заљубила, ваша, нели, најпозната песна секако дека е, но кажувате дека многу често тоа ви пречи што е толку наметнувано, бидејќи имате и други прекрасни песни. Јас целосно се сложувам со тоа. Имав чест да ве слушам како пеете една прекрасна песна на егејски јазик, ми се чини. Би сакала малце повеќе да слушнам за тоа. Па, се вака, Великденот си е Великден, да. Тоа е некој белек мој, меѓутоа не сакајќи тоа е излезено, не е со некоја намера. И сега нормално дека луѓето те препознаваат по таа песна. Меѓутоа тоа од време на време, која е веќе 35-та година поред, се повторуваат многу сцени. Јас не велам дека новинарите се виновни за тоа. Еден дел од вината и мене ми припаѓа што јас не сум се обидел да направам некоја друга нова песна, па и по таа да ме препознаваат. Сега, во творештвото нормално, сегаш менуваш стилови и начин на изведба. Така и дојдовме до таа песна Загубена падина, инаку тоа е текст на Аристо Јачев, наш познат поет, кој твори баш на таков дијалект. И претпоставувам дека ќе имате можност и да ја чуете. Прекрасно. Јас имав можност да ја слушнам и буквално се расплакав и ви благодарам за тоа искуство. Би сакала да ве прашам што најмногу ви инспирира вака во денешниот свет и начин на живот, се уште да творите и да одите напред со вашата музика. Не знам дали е тоа погодно прашање за мене, затоа што јас, да кажеме, не живеам од музика и не се занимавам професионално. Така што она што во моментот го творам она песна за песна, без никаков притисок. Кога ќе си дојде? Да, без никаков притисок, затоа што сметам дека кај нас треба многу да се вложи, не само во една песна, туку во албум, и за да имаш некоја корист од него, ај се така да се изразам, бидејќи ние сме сосема некој мал пазар и авторството е занемарено сето тоа. Значи, кога веќе свираш и заработуваш на еден вакав мал простор, значи треба да свириш некои познати хитови или не знам. Еве сега тука има дечки кои се занимаваат со тоа и можеби на тоа прашање ќе ти одговарат директно. Така. Јас си оставив простор за да тоа на друг начин го доживеам. Песна за песна, значи долго време ми е тој однос према моето творештво и каде што има многу поголема, да кажеме, јас имам многу поголема полза. Публиката ми е ставена веќе во втор план. И тоа е веќе со години наназад, затоа што веќе рано укапирав дека од музика кај нас не може да се живее. Евентуално ако не си дел од некоја политичка кампања, каде што ќе те исфрлат на сцена, ако си во тек со нивните размислувања, може да те ангажираат за некои си нивни цели. Така. Би сакала да ве прашам дали мислите дека токму таа златна ера на македонската музика беше во времето кога вие бевте, да кажам, на врвот, или дали тек допрва доаѓа, или времето е веќе одминато на таа златна ера? Па, тоа се периоди каде што и стиловите музички се менуваат. Начинот на музицирање е сосема друг, денеска сосема бил различен од оној пред 40 години. 80-тите години имаше голема една ера на македонски групи
кои се обидуваа за да се пробијат на југословенскиот пазар. Каде беше нашата болка? Нашата болка е во тоа што ние пеевме на македонски, а горе никој не го разбираше тоа. Дори се одлично своје искуство можам да кажам, кога го презентиравме нашиот материјал со Макакос во Белград, првото преслушување, не сакам да го спомнам човекот, не е ни битно, на првото преслушување тој ни каже кој ќе ова да разуме. Да. Ме разбираш? И тогаш може би пробив направи Леписол со чукни во дрво, каде што веќе почна на друг начин да не гледаат. Меѓутоа имавме таа среќа во несреќа да се дојде до таа проклета војна, нели? Не раздели, меѓутоа подобро беше за нашите автори. 90-тите години носи сега нова една ера на музичари, кои си го бара просторот по тоа наше македонско небо. Тогаш доаѓа експанзија, нели, до македонскиот јазик, до творењето, начинот на размислување и тоа се. Сега од 90-тите години наваму сами сме си виновни за тоа колку сме успеале, колку останато не е реализирано и што порадим. Така, супер. И благодарам за овој прекрасен разговор. На крај чував нешто за крај што е птен, сакам да ти го кажам. Во средна се пријавив на еден надпревар за музика. Имав мој сценски настап и ти беше судија и ми даде најниска оцена за настап. А ми даде 10 за вокална изведба. Ама за сценски настап ми даде 0. Па не знам што си правил. Па управо беше. Ај покажи. Немам никаде снимка, но дефинитивно тоа ме мотивираше да работам на моите сценски настапи и како изгледам и каква интеракција имам со публиката и сакам да ти се заблагодарам за тоа. Ете, уште една работа. Значи, ние, кога веќе станава збор за критика, ние кај нас немаме професионалци кои ќе ја согледат музиката или песната или албумот и да се направи рецензија. Да. Тоа ни е најголемиот минус во... Немаме музички критичари. Немаме музика. Има Љупчо Јолевски, секоја му чест, меѓутоа он дава критика за одреден тип на музика. Меѓутоа, за другиот дел од музицирањето, немаме човек кој може да даде рецензија и да каже ова чини, ова не чини. И ако каже не чини, тогаш стапуваат на сила врските, ќе видиш ти сега кој си ова, ја чинам, ја не чинам, гледај како сум облечен ова она, не си облечен вака, не си облечен така и доаѓа до суди. Сега, сето тоа ако се трне на страна и се најде еден приод на професионализам, дури тогаш може да дојде до експанзија на македонската музика. Овака се све си тапкаме. Вместо се некој индивидуално нешто работи и на тоа останува. Така, се согласувам. Сега, пазарот е пак на север, дали ќе пееш на српски или ќе пееш на англиски и така натаму. Се надевам дека со нашиот разговор ќе ги поттикнеме во нашата држава можеби малку повеќе да се поработи на музичката критика и точно кои би биле тие луѓе кои што се до тоа ќе го искажат. Фала ти премногу за денес. Тоа е само ова може со независно новинарство, ништо. Така е. Ти благодарам, Джокси. Дойде еден ден така да слуша.
И временово злато, јас го добивам. Неговен владето ке покорам, само да е черно да употребам. Цел живот јас на еден сум робувала, без придружба од храмот не сум излела, но вечерва кришум би побегнала, љубовитна за се што сум пропуштила. Некој мирис магичен ме обива, прави вечер да би се осмелила за влет. Лет, изгорена за влет. Лет, слободна за влет. Вечер да ми придеше дозволено, само гледај, но не допирај, правило. В случај од храмот ако дознаат, прво знај за тебе, бебе, ке се погрижат. Некој мирис магичен ме обива, прави вечер да би се осмелила за влет. Лет, изгорена за влет. Лет, слободна за влет. Лет, изгорена за влет. Лет, слободна за Ајде, Кедон, што се гледа пред? Сакам да те прашам, Тихомир, зашто поезијата е важна за светот? Или дали воопште Кедон, без такви мегаломански прашања. Прашање нешто конкретно, зошто поезијата е важна за светот, како го Добро, спасила? добро. Ајде. Како си помина денеска Тихомир на сцена? Многу го. Секој ден газев во реката и со голи раце го градев мостот што води до тебе. Со малтер, цигли, коски и камења, со се што ќе најдев на брегот и дното. И секоја ноќ ти го уриваше. Мост не се гради за еден ден, а се руши за час. Веќе не се враќаме до сништа наши, ниту се испраќаме со полни чаши. Но еден ден, еден час, пак ќе не споидеш до нас. Еден ден ќе не врати нешто сама сум ќе ми рече твој отказ. Кој е твојот омилен стих од македонската поезија? Некој прв на срце што ви доаѓа? Или еден од вечерва што го испеа? Бране, ти ги собираш листоите? Ки ги совирам. Бараме најубавиот стих на Вранко. Некаде тука е. Сега ќе го најдеме. Ова беше? Чекај. Ти низ мојот живот ко песна мина. Каде си ти кој ти омилен стих од вечерва што го прочита? Јас? Чекај се. Били тук на прва. Од песна или од запење или не запење? Не, не за пење. Од овие? Не сум те видел 100 години. Значи, ете, драги гледачи, поезијата можеби нема да го свати, да го спаси светот, меѓутоа може да го спаси моментот и барем на момент да не подсети зашто сме дојдени овде на планетава, а тоа е за да љубиме. Оддалеку се слуша неговото завивање.
тоа значи пак ќе наминам. Noќва дојди со месечениот сјај, сликите твои со мисла ги везам и тихо те следам. Душмани стари ги носам на врат,
занижувам. Остани и душа и тело отвори ми. Остани нашите сништа оствари ги. Остани ушните зори допрени. Јас и ти, все друго се ликови небитни. Сакав да станем на крај на светов. Дојдов блиску до твоите образи. Тонам без тебе умирам сам на дното. Носи ме високо, највисоко. Епа, толку за денес. Се надам дека уживавте во македонските хитови. А до тогаш не заборавајте да гласате за вашата топ листа на Инстаграм и Фейсбук профилот Hitmaker_Mag. А сега, време е за спиење. Ова место е како сон, само спијачот го смета за вистина. Лека ноќ!